попладневно издание на отвореното студио на еден телевизија, што туку следевте еден разговор со почитуваниот Игор Христов, IT инженер и иноватор на, да речем условно, првиот македонски велосипед на електричен погон. Со него ја начнавме темата околу предизвиците што стојат за IT инженерите и стравот дека отварањето на европските пазари може да одлее еден значаен дел од така наречениот модерен израз brain drain. Она што во овој момент е исто така нова професија која се соочува со предизвикот да се остане или да се замине, да се работи овде или да се фатат европските патишта, се лекарите. Мој вечерашен гостин е и доктор Кочовски од Сојузот на така наречените млади лекари, како ја викате асоциацијата. Асоциација на млади лекари и специјализанти. Има една работа која секогаш која правиме муаве за лекарите како професија, тоа е стравот дека нема доволно кадри веќе. Дека се заминуваат или ќе се заминат. Дали таа перцепција е стравот од така нареченото отварање на Македонија кон европските пазари или не правиме доволно да ги задржиме лекарите? Господин Чумовски, во ниедна ситуација не можеме да зборуваме само за едни причини. Хетерогени се причините за целокупниот впечаток кој што го добиваат пред све пациентите и јавноста. Ние како ФЕЛО цело време алармираме на тие проблеми кои што се реални. Дори напротив можеме да бидеме и мудри за разлика од останатите и да ги следиме и процесите кои што се случува во соседството, како Бугарија, Романија, Хрватска сега. Така да, реално миграцијата е глобален проблем, миграцијата на лекарите е проблем кој што се случува и во побогатите земји. Македонија не е одминато, нажалост, меѓутоа ефектите кои што ќе се присутни во ова општество ќе бидат разочарувачки за целокупниот македонски народ, нажалост, според нашите очекувања и според нашите предвидувања на истиот процес. Дали се уште постои тренд на исчекување дека девалвацијата на статусот на лекарите од социјален, економски и платите може да се подобрат врз основа на тоа дека ветувањата беа до 1000 евра до 1500 евра и така натаму, а сега се соочуваме со фактот дека 5% покачување е сосема солидно. Па не е сосема солидно. Не е солидно воопшто? Не е солидно воопшто. Значи, далеко од она кој што го ветуваме. Ако ги пратиме изјавите и на синдикатот и на комората, нас како асоциација ќе сватите дека тоа се премалце, особено што очекувањата беа подигнати на едно повисоко ниво. Зборуваме девалвацијата еден процес кој што се дешаваше во изминатите неколку години. Значи, односот помеѓу лекарот и пациентот беше нарушен затоа што се наруши рамнотежата која што го правеше тој некаков баланс. Без задоволен лекар ние не можеме да зборуваме за задоволен пациент. Фрустрација која што намерно и политички се создава кај лекарите, нормално дека се одразува кај пациентите. Еден несреден систем во кој што ние не можеме да зборуваме за систем кој што е насочен кон пациентот и кој лекарите се движат околу пациентот и му помагаат него, е клучот во кој што ние ќе го зголемиме и задоволството на пациентите и задоволството на лекарите. Сега да не гајме илузии дека Запад без оние нивните стандарди на доедукација, германски јазик, француски јазик, дека така анблок ги прими сите македонски лекари, меѓутоа факт е дека образованието и специјализацијата еден лекар ја чини 100.000, најмалку 100.000 евра Македонија. Дали ние сме толку богати што лесно можеме да жртвуваме еден кадар кој нема анестезиолози, нема гинеколози, нема педиатри и така натаму. Патолози ќе се исто така ќе се еден хроничен проблем. Не. Нажалост, ние сме премногу сиромашни за да можеме да губиме било каков кадар, најмалце лекарски. Значи, ние губиме кадар кој што сме го создавале, во кој што сме инвестирале и кој што пред све бил наменет за овој народ. Денева прочитав еден фрапантен податок, заминуваат, не знам, колку во пензија лекари, ама поприлична бројка, и дека околу 60.000 пациенти може да останат без својот матичен лекар. Таа перцепција
не доведува во една чудна пат ситуација. Неаме лекари, а не знаеме да ги сочуваме. Па добро, ние од секогаш сме имале недостаток на стратегија. Ние глобално никогаш не сме имале стратегија која што ќе ни генерира еден план за еднината на еден подолг период. Ние како асоциација инсистираме на изработка на стратегија и на дефинирање. Ние се соочуваме со моментот дека министерот сега денеска изјавува дека допрва ќе ги гледа каде се дефицитарните кадри. Значи, ние немаме податоци на кои што било која власт да дојде, ќе ги користи и ќе генерира здравствени политики. Ние генерираме здравствени политики денес за утре. И во зависност од тоа која политичка партија, ние немаме здравствена политика која што ќе каже, добро, ајде ќе фатиме Македонија 2025 да видиме каде, кој, што кадри ќе ни фалат, како ќе инвестираме и како ќе... 2025 за 7 години. За последните 5 години некои истражувања покажува дека над 600 лекари се заминале. Тоа значи дека толку, пак повторувам, сме богати што можеме така лесно да се откажеме од нивната образованост и едукација, без оглед колкава е нивното ниво. Ќе ви кажам дека на последниот конкурс сега на клиника за инфективни болести од 5 понудени места се пријавиле 4 за клиника, правиме муабет за терцијарно здравство. Тоа зборува за колку е веќе и интересот на лекарите е премал. Значи, ние веќе имаме глобални проблеми кои што треба да ги соодветно да ги третираме. Ние понудивме сет на мерки кои што се однесува на еден друг аспект, не е само вработувањето, значи ние инсистираме на изработка на план за кариерен пат на лекарите, инсистираме на породилно отсуство платено за секоја лекарка која што ќе стекне лиценца за работа за медицина. Имаме еден сет на мерки кои што ги понудивме до здравствените власти, чисто од аспект на дебата како ние да останеме во оваа држава, како ние да помогнеме и да не заминеме. Исклучително ви ценам елеганцијата, иако во оваа студија е прилично топла, јас ќе замолам нашата логистика со еден мал рекламна пауза да влезат да не освежат помалку за да личиме пред публиката, а потоа разговорот ќе го продолжиме со моите гости Игор Христов и доктор Кочовски околу тоа кои се премрежите што не очекуваат пред европските и НАТО перспективи со оглед на фактот дека ни дома имаме доволно, ни надвор може да очекуваме толкав степен на одлив на мозоци. Во новата сезона на 1 ТВ ке гледате. Ексклузивно ви го враќаме ексклузив во вашиот дом. Најновите скандали, трачеви и афери поврзани со јавните фаци ги знаете токму овде. Животот на познатите, нивниот лајфстайл и кариери во наши раце. Дознајте ги најексклузивните вести во ексклузив секој работен ден на 1 ТВ. Бидете со нас. Внимание! Мода со Сергеј Варошлија. Внимавајте како се фотографирате и што облекувате. Гледајте не во новото издание на Студио 1 секој работен ден на тема мода со мене Сергеј Варошлија. Ке биде оштро. Хаштаг ке ми пукне душата. Бидете со нас. Во новата сезона на 1 ТВ ке гледате. Секоја тема заслужува внимание, а секоја прашање заслужува одговор. Студио 1 заедно со вас секој работен ден од 14 до 23 часот. Светските стандарди ги носиме во македонскиот етер. Секој работен ден од 14 до 23 часот отворено студио. Бидете со 1 ТВ. Бидете со нас. Во новата сезона на 1 ТВ ке гледате. Вашите мислења и ставови на актуелни теми само во вашата 1 минута на 1 ТВ. Со мене, Јана Јосифовска, секој работен ден. Бидете со нас. Ова есен, дозволете ни да ве водиме низ една нова димензија.
каде мистеријата ќе ја разбуди вашата љубопитност. Но внимавајте. Љубопитноста понекогаш е опасна. Еден ТВ ви ја представува филмската програма Филмови за сечив вкус и филмови за секоја вечер. Филмска програма на Еден ТВ. Гости во студио 1, Христоф и Кочовски. Едниот IT инженер, програмер и иноватор, другиот лекар со перспектива да ги преземе ризиците на сопственото усовршување и особено на целокупната плејада на млади лекари. За двајцата на границата на политизација. Што е тоа што ние мораме да го сватиме дека европските стандарди или европската политика треба да ја вградиме во некој нов систем на култура на живење, култура на бизнисот, комуникацијата и така натаму. Христоф? Со тоа дека сте шетани од преку океанот. Да. Да бидам искрен, мислам дека за жал сите процеси имавме доволно долго време ние да се адаптираме како држава, 27-8 години да направиме нешто и да бидеме конкурентни на Европа и да овој одлив на кадри да го намалиме, значи овој процес да го смалиме, не можеме да го сопреме, меѓутоа да го смалиме. За жал, ништо конкретно не се случи во минатите 27-8 години и да бидам искрен, не гледам позитивно движење и во периодов. Има некои навестувања, се надевам дека во следнава година-две ќе се поместиме од некоја мртва точка и дека навистина ќе тргнеме во вистински правец да се движиме. Тоа што го носи Европа или присоединувањето кон Европа, која што мислам дека за нас е прерано да збориме дека ќе се случи бар во наредните 7-8 години, е токму ова. Доволен простор да ние се стабилизираме, направиме некаков, ги превземеме европските вредности, кои што мислам дека делумно ги има и се имплементираме и ги почитуваме сите. Меѓутоа, она што младите луѓе пред се ги нервира или ги тера да заминат од државата, не се само економските, како се викаше, проблеми со кои што се соочуваат, туку и други. Еколошки проблеми, социолошки проблеми и така натаму. Значи, државата треба да поработи на многу места за да го подобри квалитетот на живење на жителите, за да имаат желба да останат и да продолжат да творат овде кај што се родени. Дали е тоа ниво во кое ние размислуваме со перспектива и за иднина, или уште сме преокупирани со гасење на така наречените миносоцијални случаи, ние уште да се занимаваме со социјалните пателци и така натаму, која е категорија за која државата води сметка, но не може да гради иднина само врз основа на тие социјални мерки, туку врз основа на стимулирање на креативниот труд. Јас мислам, напротив, дека треба тоа што го прави државата. Добро, тука има многу популизам во сите тие мерки што ги креира државата. Секоја влада го правеше тоа, бајдави. Не е ни ова прва ни последна ќе биде. И секаде во Европа дури. Смислам, поголемиот дел од влади Европа тоа што го прави е во голема мерка популизам. Јас сум многу против мешање на државата во приватниот сектор. Јас би го оставил приватниот сектор да работи сам, да креира вредности и така натаму. Меѓутоа, за жал, во Македонија тоа и не е толку можно, затоа што е премала држава. Премала не збориме по капацитет по луѓе, туку премала во размислувањето, во главите. Секој со секого се познава, секој гледа некаков начин да го скрати патот до
крајната цел, која е да биде. Поентата на целиот разговор ми е дека пред се народот треба малце повеќе да созре, значи да ги превземе оние вистински вредности европски, не овие површни, не оние поволности што ги гледаме сите, туку она за кое што Европа е создадена, тоа е слободно движење на пазар, на луѓе, на капитал. Јас таму гледам иднина и таму ја гледам и компанијата и семејството. Доктор Кочовски, ако е ова предизвик за некаква наша перспектива и така натаму, ја имам едно едноставно прашање. Како е возможно во приватниот сектор на здравството да се добиваат добри практики, добри лекарски услуги, изворедно опременост во нивната технолошка и медицинска инструментарија и така натаму, наспроти, например, клиничкиот центар кој како и МТВ се некакво сирачење на општествената реалност? Тоа е затоа што недостига визија. Недостигала визија во изминатиот целокупен период на наше постоење и ние никогаш не сме успеале тој недостаток на визија да го надоместиме и да направиме нешто кое што ќе да изградиме нешто кое што ќе за бенефит на сите. Кај нас недостасува идејата за колективно добро. Значи, ние се претворивме после распадот на таа бивша Југословенска република, федерација, значи ние се распаднавме во идејата за колективно добро. Значи ние не градиме некој систем кој што ќе одржлив. Нажалост, најголем дел од приватниот сектор кој што го спомнавте, кој што се одлични стручњаци, потекнуваат од истото државно здравство. И тие се работи на кои што треба креаторите на здравствените политики да помислат малце. Дали тоа ќе се направи со интеграција на приватниот сектор во еден целокупен здравствен систем кој што ќе понуди, затоа што тоа се системи кои што постојат во Европа и кои што многу успешно даваат резултати. И на тој начин да поттикнеме конкуренцијата едни помеѓу други, како што спомна Христов. Значи, и на тој начин да стимулираме развој на нови вештини, на нови знаења кои што ќе допринесат до нови квалитети. Друга работа на која што можеме да поработиме е акумулација на стручњаци и акумулација на машини на една локација. Односно, ние како асоциација тоа го понудивме како проект кој што ќе понуди централизација на оние работи кои што се потребни, односно кои што се високо специализирани, високо технолошки, а дисперзација, односно децентрализација на вештини кои што не се толку за кој што не е толкова стручност потребна, односно да се поблиску до местото на живење на граѓанинот. Значи, нам ни недостига една стратегија која што независно кој да е утре на власт, ќе работи на имплементација. Затоа што тоа е за граѓаните пред све на оваа република. За двајцата ви сметала политичка хистерија околу референдумот и околу перспективите или околу дилемата кај одиме кон минатото или кон иднината? Да бидам среќен, исклучен сум од многу тие текови, што прекупирам со работа, што многу не се интересирам. Меѓутоа, да, дефинитивно го гледам секаде на секој чекор и треба еднаш за секогаш да кажеме доста е на политика во секој сегмент од животот и да се фатиме за работа. Која работа? Каква работа? Дали секој да ја гледа својата работа? Ако јас сум експерт во IT, да ја гледам мојата работа во IT, да бидам најдобар таму кај што можам да бидам, а тоа е во ова што го креирам и тука да допринесам најмногу што можам, а да не навлегувам во сегменти кои што не се од мој интерес или не ги разбирам. Каков е одговорот на ова перформанса или формула? Имате избор меѓу Европа и иднината и имате избор меѓу стагнација и минатото. Доека размислувате, да му дајме на доктор Кочовски. Помеѓу хистеријата е за нас карактеристична, секогаш се креира на политичко ниво од секогаш и така да секогаш сме принудени на некакви си избори
кои што ќе се одлучувачки за нашата иднина и за нашето постоење, така да не е ништо ново ова што се случува кај нас. Реално нашето место припаѓа на Европа, припаѓа во една стандардизација, припаѓа во еден стандард кој што се надевам дека ќе го постигнеме за некое време и се надевам дека, како што кажа и Христоф, дека ќе следиме квалитетни работи, ќе следиме квалитетни текови и пред све дека ќе си ја работиме и дека ќе се насочиме во работата во која што сме најдобри. Како да следиме и кој е моделот за тоа, Христоф? Мојот модел е тој. Јас го следам, односно така сум учен. Тоа што најдобро знам да го работам, таму да бидам присутен, таму да дам максимум, да се вложам и таму да креирам добро производ што и да е. Во сегменти кои што не навлегуваат во мојот домен на знаење, воопшто не ни навлегувам и понекогаш и секоја дискусија од тој тип ја избегнувам. Така да мислам дека добро, ако е тоа ниво на дека сте социјално и општествено битие, има кај вас политички хумус или се абстрахирате, не ви интересира што се случува? Не. На крајот да да не се замислувате каде би можеле да живеат и со кого да живеат вашите деца? Да, има една работа што ние во Македонија ја земаме при срце многу, а тоа е дека ние сме некој фактор кој што одлучува во некои глобални текови. Мене ме интересира глобална политика, и читам, се интересирам и следам. Она што мислам дека во моментов е тоа дека многу од работиве ние во Македонија и немаме избор да ги направиме на начин на кој што би сакале, поголемиот дел од нас. Сме, како што кажа колегата Кочовски, доктор, ствари не е колега, сме и треба да бидеме дел од европското семејство, тоа е наша визија, инаку секогаш и во минатото и сега сите се залагаме за истиот тој пат. Односно, таа е целта. По кој пат ќе изодиме, тоа е изборот е наш. Кочовски, мешавина, мислам дека ни треба менторство, дефинитивно. Во однос ни треба надгледување. Нажалост, како народ не сме до толку самосвесни за да тераме тешки реформски процеси, ни треба поддршка во секој случај. Ни треба искуство од страна на земји и од страна на луѓе кои што ги поминале тие процеси. Така да мислам дека мораме да пронајдеме собствен модел како ние ќе се развиваме. Мораме да се потприме на она кое што го имаме, на одлична база која што можеби е надвор од државата, меѓутоа која што е спремна да помогне. Така да мислам дека мораме да создадеме модел кој што ќе е автентичен на нас. Да користиме искуства кои што биле применливи во другите земји за тој процес и да вметнеме собствен сензибилитет и да го сликаме и нашиот менталитет. Мораме да сме спремни на жртва заради нашите деца и ради нашите внуци. Не сакам да ја вулгаризирам работата, но сакам да направам паралела. Денови имав можност да додам и на една приватна клиника, болница и на клиничкиот центар. Менталниот склоп произлегува од нас. Апсолутно. Значи, јади бурек и хартијата е фрла на улицата од клиничкиот центар. Таму каде што е врволица, каде што е бара својата здравствена позиција. Истите или слични тие пациенти влегуваат во приватната болница, фрлаат отпадок, опушок, влегуваат во еден култивиран пристап за себе и за сите нас. Тоа е ментална матрица која мораме да ја смениме како социологија и како филозофија на живот. Апсолутно. Апсолутно мораме да ги променуваме тие навики. Прво мораме да сватиме дека го плаќаме тоа што е во јавно здравство. Значи ние прво мораме да сватиме дека плаќаме од джеб целото јавно здравство.
дека она кој што е во приватен сектор кој што го имаме како надомест, дека исто така даваме делот на кој што е од платата и за здравствено осигурување. Значи, ние мораме да се грижиме. Јас затоа реков, нам ни недостасува колективна свест и колективна одговорност. Ние мораме да знаеме дека фрлањето на хартија можеби не за нас ќе направи проблем, меѓутоа ќе направи за тој после нас, за нашето дете, за нашето внуче, за некој од нашите блиски. Значи, ние мораме да почнеме да се грижиме за себе. Ние не смееме да дозволиме да доаѓаат од Холандија средношколци да го чистат клиничкиот центар. Значи, што е тоа што ние мораме да се смениме и како луѓе, и како жители, и како активни, да речем условно, социјално активни луѓе. Еве би го поддржал господинот Кочовски, доктор Кочовски, во колективната свест. Дефинитивно. Меѓутоа, јас сум изненаден колку имаше еколошки акции во последниве година-две. Значи, ние имаме изградено некакво мислење, имаме луѓе со ставови околу тоа. За жал, многумина се оглушуваат околу тоа. Јас живеам во прекрасна населба, Карпош. Имаше многу иницијативи околу зачувување на зеленилото во Карпош. Меѓутоа, за жал, нити претходниот градоначалник, нити овој градоначалник не презема нешто повеќе околу тоа. Да се зачува населбата таква како што е. Значи, тоа е нешто што мислам дека треба да поминат да го помине природниот пат, од горе надолу. Значи, од прво институциите, државата и така натаму кон граѓаните. Поштовани гледачи, во студио 1 гости беа Игор Христов, IT инженер, програмер и иноватор, и доктор Божидар Кочовски од Сојузот на млади лекари. Нивните перцепции за предискушенијата што може да ни се случат околу така наречениот brain drain, има надежи, но и многу внимателност ни треба. Ви благодарам уште еднаш што бевте гости. Следуваат минути за вестите и таму е уште еден Александар. Александар, за колку? За 3 минути сме. Што е топ тема? Топ тема денеска има неколку настани се издвојуваат, односно интензивните посети во земјава продолжуваат. Исто така, поранешниот председател на Кривичниот суд Владимир Панчевски е осомничен за електронско распоредување на предметите во Скопска единица, тоа дознава 1 ТВ. За сите овие настани, гледајте ги вестите, се враќаме веднаш по краткиот блок реклами.